музичка академија и они свира првен тука и јас почнав ова време прошлата година. Тука свирам, пошто не знам, дома свирам, никој не ме слуша. Дека барем ќе ме видат кој е ништо друго. Некој ќе му се напред денот, ќе му се појави песна. Колку луѓето во Скопје ценат уметноста, дали често ставаат пари, дали застануваат, дали пеат со тебе, може би? Па да, има и такви, луѓе што онака само се поминуваат, што мало мора и така. Ама повеќето застанува рецимо. Од дома свирење, не знам, барем лага ќе ти се насмее. Дома може само да сметаш, да спие. Тука свирам 7 години, кажеш така. 7 години свирам. Се јават конкурси на уличари во универсална сала. Ама мене ме не одбиено. Јас свирам и пеам, и пеач сум, и свирач и пеач. Историја образование имам завршено и за хармоника. Дежмија имам школа, курсови. И не ми треба академија мене. Сам сум за академија, сам сум музичар, талент, артист и сам сум ветнам на улица 14 години бесплатно ме доставено. Имаше распишано конкурс, улични музичари што како. И сега гледаме како викаме кај шо како што се дешава и контаме дека е уствари многу супер ситуација, многу јако неши. И уште колку уште од прва година средно од кога почнавме до онака сега ден се свириме онака супер дружби плюс паја, така да. Не знам како да кажам, на некој вид хоби, онака. Профитабилно хоби. И колку застануваат луѓе, оставаат пари? Да. Тоа сега, ако останеш доста ден, ќе почнат да игнорираат, али доста период онака си имаш кај што луѓе буквално ти застануваат, багра луѓе ќе гледаат, сите како ќе завршиш песна и ти ракопрескаат да ги се, така да прилично доста прифатено е, знаеш. Не знам зашто дома седи некој со гитарцот и чачка, кога може тука да си да чачка и да земе некој денар да го види човекот, така.